Не запираат критиките на опозицијата за партискиот договор СДСМ-ДУИ, кој меѓу другото предвидува техничката влада од јануари до година до завршувањето на изборниот процес, како премиер да ја предводи Талат Џафери. Таквото решение за ВМРО-ДПМН е само потврда дека социјалдемократите се малцински партнери во владата на ДУИ и на Али Ахмети, иако токму Џафери беше министер и во владите на ВМРО-ДПМН. Талат Џафери е дезертер од армијата на Република Македонија, исто како и неговиот претходник Ковачевски, човек кој што си ја погазил заклетвата која што има дадена. Тоа е човек кој што го газеше уставот во изминатиот период, го газеше деловникот, ги пцуеше собраниските служби, а сето тоа беше овозможено, односно прикриено од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Спикерското место што ќе остане испразнето со заминувањето на Џафери во премиерскиот кабинет треба да го пополни координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески, реши врвот на партијата. Митрески е долгогодишен пратеник од СДСМ со големо искуство, вреден, отворен, чесен и посветен на интересот на граѓаните и државата, докажан во целиот негов досегашен ангажман во Македонското собрание. Сигурни сме, Митрески ќе извршува функцијата на највисоко ниво. Друго прашање кое се уште не е затворено, а е клучно во однос на техничката влада е дали најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН ќе номинира своји представници за министри за внатрешни работи и за труд и за социјална политика, како што предвидува законот за влада. Во наредниот период ќе заседаваат телата и органите на партијата и благовремено ќе извести македонската јавност. Тоа е законска обврска. Значи, како што е законска обврска на 100 дена пред одржување на изборите, председателот на владата да поднесе оставка, што ја ќе исполни мојата законска обврска, исто како што другите председатели на влада пред тоа ја исполниле својата законска обврска, и како што другите политички партии пред тоа ја исполниле својата законска обврска, сметам дека не постои причина во овој случај ВМРО-ДПМН да не ја исполни својата законска обврска, бидејќи тоа предлагање произлегува од закон за влада и од закон за избори. Во 2024 година покрај парламентарните треба да се одржат и председателски избори. Опозицијата се уште сондира можни кандидати. Актуелниот шеф на државата Пендаровски се уште официјално не потврдил дека ќе трча по втор мандат. Во владеачкиот табор како потенцијален кандидат се споменува и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тоа не се теми отворени, ниту пак теми за јавност, за тук, натуку, тоа се партиски работи за кои што кога ќе одгледа моментот ќе го кажам. Минатата недела лидерите на политичките партии се договорија првиот круг од претседателските избори да се одржи на 24 април, а вториот круг, заедно со парламентарните, да биде на 8 мај. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.